Кој е виновен за смртта на Благојче Илиевски, 45-годишниот пациент со цистична фиброза кој 3 години чекаше државата да го обезбеди лекот Трикафт? Почина уште еден млад човек, чекајќи да добие лична карта. После 19 годишниот Тони Сали на 20 годишна возраст од нетретиран дијабетес почина Мемет Камбер. Добра вечер. Гледате Свести на Гласни идеи. Минатата недела беше траурна. Започна со катастрофалниот земјотрес кој ги зафати Турција и Сирија, каде животот го изгубија десеттици илјади луѓе, а во Македонија продолжи со смртта на пациент со цистична фиброза. Може ли овие трагедии да се превенираат и уште колку човечки животи се во опасност, анализираме во ова издание на Свести. Во многу поголем број беа трагичните видеа и слики на луѓе во очај кои ги загубиле најмилите. Но ако ги погледнеме овие згради, како стојат недопрени, исправени, не може да не се запрашаме. Можеше ли трагедијата да биде избегната? Или барем бројот на жртвите да биде радикално помал? Во моментот се идентификувани близу 25.000 жртви, а се стравува дека бројката ќе се искачи на над 100.000. Кои се прашањата кои минуваат низ главата на овој човек кој е загубил керката? Освен прашањата за личната судбина, како да се продолжи животот после ваква незамислива катастрофа, можеме да претпоставуваме дека освен тагата и очајот, има и гнев во овој несреќен човек кој прашува: зошто ние во зградата која се урна како кула од карти живеевме, а соседните згради стојат недопрени? Зошто беа амнестирани криминалците од градежната мафија осудени за жртвите од земјотресот 1999 година? Зошто никој не ги спречи да влезат повторно во градежниот сектор? Каде е државата, регулаторните тела, комората на градежни инженери? Во февруари 2019 година во атарот на селото Ласкарци на автопатот Скопје-Гостивар полн автобус со 51 патник излета од патот и падна во провалија, при што загинаа 16 лица и повеќе мина беа тешко повредени. На 8 септември 2021 година избувна пожар во модуларната болница за COVID-19 пациенти во Тетово. Во пожарот живи изгореа 14 лица, од кои 12 пациенти, а 2 роднини на пациентите. Само 2 месеци подоцна, во ноември 2021 година, македонски туристички автобус во Бугарија се преврте и веднаш се запали, при што 46 лица живи изгореа, меѓу кои и 12 деца. Во тие 2 месеца во 2021 година, народното незадоволство и гнев беше абсорбирано во деновите на жалост и на социјалните мрежи. Вината беше префрлена на грешка на возачот, лош късмет, судбина, а правдата за преживеаните и фамилиите на жртвите остана да виси по судските ходници на деградираната правна држава. Пред 3 недели 57 лица загинаа во директен судир на патнички и товарен воз кај местноста Темпи во Грција. Иако ова беа подеднакво ужасни трагедии, сепак сосема различен беше одговорот на јавноста во соседна Грција. Масовни протести, најголеми во последните 10 години, над 100.000 во Атина, над 50.000 во Солун, секојдневни локални иницијативи на различни организации, до генерален штрајк пред 3 дена, на 16 март. Ние се знаеме од активизам, така што може прво за тоа да почнеме. Порано активистичкиот круг, да кажам, пружеше поголем отпор на случувањата во општеството. Испаѓа како да сега да нема потреба да се пружи отпор, од друга страна сметаме, се случуваат постојано работи на кои што треба да реагираме. И што мислиш, што се случи, каде се скрши тој отпор? Јас со активизам бев доста активна, доста вклучена во еден период пред и околу случувањата 2015 година. Тогаш имаше мотив кај огромен број на луѓе да искажат еден свој внатрешен гнев од аспект на другиот дел на прашањето
го спомна, зошто тогаш наваму ние чувствуваме еден голем јаз помеѓу тоа што е потребата за активизам и што се случува на теренот. Мислам дека од тогаш до сега просто еден голем дел на луѓе не го изгубија еланот, меѓутоа им се намали енергијата со која што може да одговорат на предизвиците кои што секојдневието од аспект на активистички потреби го наметна. И од друга страна, природната потреба во таквите движења да се вклучат нови луѓе и нови сили. А не се вклучуваат нови доволно? Не се вклучуваат доволно, бидејќи просто нивната енергија ја стимулира екзистенцијата од една страна и од друга страна нивната активистичка енергија ја превзема политиката. Тоа нели на еден автентичен активист би му било уште поголем предизвик и уште поголем мотив да се вклучи, меѓутоа не е баш сето тоа толку едноставно, затоа што во констелацијата во која што ние живееме, а тоа е долги години на осиромашување, луѓето немаат голем избор и прават многу компромиси. Ново време ги стави луѓето дома, ги изолираше дополнително. Да, ние сме така јужноевропска земја во која што тешко можеш тоа да го скршиш, ама поприлично се намалени движењата и луѓето. Не е ништо како порано, не се дури така да речем и довербата меѓу себе станува малку. Дека со старите стравови, живејќи денес во некоја оскудица за одредени работи, леп немало или струја немало, па треба да ја платам некој да ми ја дистрибуира, да ми ја возможи, па државата да ми помогне од тоа. Ја останувам во рамките на тој страф и мојата борба као работник за подобри услови или као револуционер за ново општество може да остане осудена само на тие тесни рамки, без да гледам понатаму и пошироко. Ја морам да го надминам сопствениот страф или колективен страф, дека јас нема да не утепаат ако се побуниме за нешто. Ми сметаше доста неправдата економска и како таа влијае на луѓето да не си веруваат едни со други, меѓутоа многу поише ми сметаше тоа што као едно прават, друго зборат и луѓето ти прават лице, а све тоа понатаму сватив дека е резултат на општествените односи. Никој вистината не ја гледа директно и не ја кажува како што ја чувствува. Ако сакаме да тргнеме по тој пат кон слободата, тоа значи дека тргаме на страна од општествените текови. Работата дека ние сме во една очајна ситуација, луѓето не се свесни, затоа што ние што се помлади, најчесто немаат проблеми со здравствениот систем. Проблемите веќе стасуваат на постари луѓе. Но тоа е веќе касно, бидејќи тие немаат енергија да вложат во поправка на системот. Од друга страна, политичките избори се такви каде што не одлучуваат. Значи, вие да гласате за бесплатно здравство, нема да го добиете. Мислам, тие ветуваат, само нема спроводливост во Македонија, нема демократија. Со други зборови, мислам, тоа е една голема илузија. Како вие ќе притиснете политичката партија да ги оствари ветувањата што ги дала? Па нема такви механизми. Не постои. Нема, а тие ветуваат. Значи, знаат дека јавниот сектор е многу важен, не може да постигнат без јавен сектор. И не користат. Не користат затоа што нема организација која, значи, или политичка партија која ќе успее да биде издигната од некоја од она што ние го викаме работничката класа, значи од мнозинството на луѓе кои имаат слични интереси. Добро да се вратиме малку на политичките особини, да кажем, на овој центар. Значи, тука често пати се водат, да кажем, разговори со револуционерни идеи, многу често од тука тргнуваат и доста протести кои што се од класен карактер. Значи, до ова место луѓе излегуваат со транспаренти, знамиња, мегафони и се упатуваат на протести. Како се спојува теоријата и практиката во социјалниот центар Дунја?
Значи, Дуња е и претходно АКСЦ, тоа е бидејќи АКСЦ беше уште животот на АКСЦ беше во по-револуционерни времиња во Македонија. Тогаш имаше многу повеќе протести, повеќе општествени настани кои што го подгреваа општеството на различни социјални теми. Например, тамо функционираше студентскиот пленум. Од тамо ги организира своите настани, активности, тамо се организира со транспаренти, со сето тоа. Различни протести тргнувале и од социјален центар Дуња. Имаме тука специјални транспаренти кои што се наменети за таа цел, мегафони, аудио опрема. Значи, не е целта на самиот социјален центар Дуња тој да биде организатор на сите можни протести. Напротив, да биде инфраструктурна логистичка поддршка за различни општествени не мора да бидат протести се разбира. Иницијативи. И тоа различни иницијативи кои што имаат цел да направат некаква промена во општеството.